Со нападот на балканските сојузници во 1912 година конечно е ставен крај на турското владење во Македонија, а Велес се нашол под српска власт. Вештачки повлечените граници низ природната целина на Македонија го нарушило вековното единство на територијата. Тоа придонело до нагло опаѓање на занаечиството, стопанството, трговијата и транспортот до Солунското пристаниште. Употребата на македонскиот јазик и македонскиот фолклор биле забранети, а наставата во народните училишта парализирана. Со почетокот на Првата светска војна во 1914 година, Велес и околината биле цел на регрутација, мобилизација и реквизиција на населението. По окупацијата на Бугарија, една година подоцна, економската положба на населението уште повеќе се влошила. Со потпишувањето на примирието во 1918 година, Вардарскиот дел на Македонија и бил доделен на Србија. Непосредно, пред започнувањето на Првата светска војна, Македонија била поделена на 3 дела, а македонскиот народ се наоѓал под власта на Србија, Бугарија и Грција. По започнувањето на Првата светска војна, сите 3 држави извршиле мобилизација на населението од Македонија во своите војски. Првата светска војна започнала со објавувањето на војна од страна на Австро-Унгарија на Србија и нападот на 29 јули 1914 година. Пред почетокот на војната, односите помеѓу Бугарија и Србија биле мощно затегнати. Војната што се водела на територијата на Велешко нанела многу штети на инфраструктурата, верските објекти и уметничките вредности. Населението било во социјален колапс. Најдоследните приврзаници за национално и социјално ослободување и обединување на Македонија ја продолжиле својата борба преку внатрешната македонска револуционерна организација. Намалувањето на бројот на жители во текот на цели 20 години до 1941 година ја отсликува тешката економска состојба на македонскиот првенец. Миграционите движења, војните и епидемиите, малата индустријска развиеност придонеле за опаѓање на бројот на жителите во градот. И селата не биле поштедени од промени. Ним им престоела аграрна реформа и колонизација. Во градот, во меѓувоениот период, постоеле 8 индустријски предпријатија, главно од лесната преработувачка индустрија, мелници за брашно, фабрики за масло за јадење, за керамички цевки и плочки, со низок капитал и примитивна технологија. Фабриките биле сопственост на видни велешани, со личен и здружен капитал како органџиеви, киркови, костови, настеви, ангјушеви, шекеринови, лукарови и други. Тутунот, како еден од доминантните земјоделски култури, овозможил услови за негово производство, а железницата за негов транспорт. Така Велес станува главна пункт станица за откуп и чување на тутун. Монополот е формиран во 1919 година и е еден од најголемите во Македонија. Трговијата и во овој период продолжила со својот развој. Во Велес имало 30 велетрговци, што снабдувале со стока 3840 трговски дуќани во Велес и Велешко. Во ова време се отворени и првите банки. Велес е значен индустријско-стопански центар и сообраќајно железничка крстосница на Македонија. Намерата ми беше да презентирам некои нови работи што ги слушнав, што ги видов тамо на тој симпозиум. Симпозиумот беше во главно организиран од една македонско-турска организација. Го организираше по повод 100 годишнината од почетокот на Првата светска војна. Беше интересно за тоа што можеше да се чуат покрај податоци за Првата светска војна, за битката на Галиполе. Бев поканет од еден мој пријател, односно многу ценет во Велес, велешки, да речем, корен има. Ми тоа многу си го сака Велес, иначе тој е турчин, иселен од тука, од Велес. Мустафа Берикетли се вика човекот.
Со него се работува многу одамна, се знам одамна, разменуваме редовно информации, редовно добивам текстови. Јас му проследувам некои текстови своји, сите збиднувања што се во Велес во главно. Тој сака да ги знае, па така да соработуваме доста. Еден од најплодните, да речеме онака, соработници мои. И тој ме покани точно, бидејќи и тој беше еден од организаторите на тој симпозиум. Ме покани да присуствувам, тоа беше на 9 и 10 декември. Се организираше во Скопје во Ману, а на 12 беше во Битола, таму за жал не успеав да отидам, меѓутоа бев на отварањето, односно на почетокот на таа манифестација, под покровителство на председателот Ѓорѓи Иванов беше, дојди председателот, зборуваше. На тој симпозиум беа во главно, значи, присуствува македонски, турски, и тоа и историчари од, да речеме, Унгарија, од Полска, од Бугарија имаше. Отидов за да со намера да слушнам нешто, меѓутоа и со една преумисла беше, за тоа што сакав да се видам со 20 луѓе кои ми беа многу интересни за моите истражувања. Еден од нив беше и унгарецот, унгарски професор по историја, професор Лајош Недјеши се вика човекот. Тој ми даде доста добар материјал, сега сакам и тоа да го презентирам овде пред јавноста, значи за прв пат ќе проговориме за некои работи. Професорот ми даде една статија, една негово излагање за Јури Деже, унгарски воен дописник од Првата светска војна во Македонија. Мене, знаете дека претежно ми интересира Велес и она што се одвивало во Велес, еве за прв пат, после толку години, успеавме на некој начин да дознаеме, да видиме некои податоци за Велес, односно почетокот на Првата светска војна во Велес. Значи, Јури Деже, заедно со 20 своји колеги, Андор Адорјан се вика едниот, и вториот е фотограф Ѓула Јелфи, кој заедно со војската на генерал Макенен дошле во Македонија, односно го прателе напредувањето на австро-унгарската и бугарската војска на влегувањето во Македонија, се до воспоставувањето на Солунскиот фронт. Значи, до Дојра допатувал. Значи, тој прво дошол Адорјан, тој бил во Велес, односно бил во Македонија од 2 ноември 1915 до 20 јануари 1916 година. Тој бил во главниот штаб со бугарската армија претежно, а доека Јури Деже, човекот за кого ќе зборуваме покасно, значи дошол во Македонија на 6 февруари и остал до 19 април 1916 година, и тој бил во главниот штаб на армијата на генералот Меккенсен. Тој ја пропатувал Македонија, зборувам за Деже, ја пропатувал Македонија од Скопје до Велес, потоа преку планината Бабура, значи по стариот пат за Прилеп, бил во Прилеп, потоа Битола, Струга, Охрид и на крај се задржал, односно доста време поминал во Дојран, на Дојранскиот фронт, на тој дел на фронтот. Многу интересно што цело време дека минал из Македонија, дописникот фотографирал со својот апарат, а имаме среќа што во овој период сега, значи во модерното време, да речем, еден фото, да речем така, заљубеник, фотопрофесионалец, коректор и дигитализер, кој што се пишува, Томас Немет, успел да ги обработи овие сите фотографии, да ги преработи, односно да ги доведе до едно, би рекол, совршенство и да ги презентира, да ги видиме за прв пат. Значи тие фотографии, некаде професоров ми даде 44 фотографии дигитализирани, кои даваат една нова димензија, една ново видување на Првата светска војна токму во Велес.
Сега ќе прочитам еден изведок мал од дневникот што го водел точно овој Јури Деже. Тој за Велес запишал дека дошол на 17 февруари 1916 година. Тој прво што направил е посетил капелата на Ридот, така тој вели. Црквата не е премногу голема, стара е можеби 150 години, дворот е поплачен со камени плочи, тука е водата, чешмата, во турски стил и има добра колонада, односно зид кој води околу црквата. И пред тоа, пред ова да ги дознаеме овие слики, имаме некои слики, односно собирајќи старите фотографии, дојдов до неколку фотографии на кои се гледа еден човек, значи офицер со куче. Ние така и го викавме офицерот со куче, знаевме дека е Прва светска војна, меѓутоа не го знаевме за кој човек се работи. И сега тек откривме дека во стари тие фотографии што се, точно тој ги споменува дека ги направил на црквата Свети Спас и дека бил таму да ги види, односно гробиштата. Кажува дека од тука се гледа реката Тополка, а за црквата се вели мешани српски и бугарски војни гробови. Значи, за време на војната, за време на почетокот, за вземањето на Велес, кое траело 12 дена, од 12 до 24 октомври 1915 година, во вечерните часови се прогласувал еден, да речем, релативно така примере се прогласувало и тогаш двете завојувани страни ги носеле своите војници, загинати војници токму од црквата Свети Спас и таму ги погребувале речиси без ред. И тој вели дека тука се на тој ред мешани српски и бугарски војници, значи немало некој редослед кој каде да биде погребуван, тие биле погребувани еден до друг практично. Тоа е многу интересно. А потоа кажува дека дава еден опис, значи како е завземан Велес. Значи србите тука во Велес дале многу голем отпор, значи 12 денови се одвивала битката за Велес. Бугарската војска дошла од истокот, значи бил завземан левиот брег на реката Вардар, односно пазарот, Црна џамија, Прцорек и така натаму. И само реката Вардар ги делела двете позиции меѓу двете војски. Тоа било едва и 300 метра на некои места и помалку, така да вели додека траеше покутницата, луѓето меѓу себе на некој начин си довикува, се провоцира, се пцуе на разни јазици и така да вели тоа беше една голема битка тука, доста има и загинато, точниот број не го знаеме, меѓутоа кажувањето дека командата на србите било во хотел Београд, односно подосна ние го знаеме, тој бе како ФИСА. Тоа е некаде сегашно гледано на местото на техномаркетот, односно последната зграда на Чешелот. Тоа е удолнината кај галаријата, значи на тоа место бил хотелот, подосна беше тоа место познато како ФИСА, таму се одржува и игранки, се одржуваше и други некои. Значи имаше вежбална атлетика и така натаму, проекција на филмови, кино имало и така. И срушена е таа зграда, срушена многу во зграда, ќе погледате на сликите. Во таа зграда, значи, се наоѓал главниот штаб на српската војска и тој бил бомбардиран и срамнат со земја скоро. Останале само зидините од него. На крај направена е едно форсирање на Вардар на север и направен еден понтонски мост кој го имаме тие веќе на овие фотографии, меѓутоа имаме и нови фотографии од тој понтонски мост на север некаде го преспојувала, значи денешно улицата Солунска, тоа е тука кај стара автобуска,
и другата страна на Вардар во Речен. Значи тука бил некаде тој мост преку кој успеале бугарските војници да преминат на другата страна, односно да дојдат на десната страна на Велес и конечно на 28 октомври 1915 година конечно го окупирале градот, односно ги протерале србите од градот. Најголемите борби се воделе околу градскиот часовник, потоа од Тетје имало доста голема една одбранбена српска позиција која ги бомбардирала позициите на бугарската војска и на крај на 28 февруари значи е завземен Велес од страна на бугарските војски. Велес е значаен и познат по голем број работи. Градот е дом на голем број македонски преродбеници, револуционери, писатели и поети, и тоа е една од луките на македонската култура. Градот е карактеристичен по својата типична велешка и староградска архитектура. Велес е еден од индустриските центри на Македонија и значаен трговски, транспортен и економски центар. Уште во минатото бил развиен занаетчиски град со голем број занаети, како на пример грнчари, калајджи, ковачи, јорганџи, дограмаџи, касапи и многу други. А своите производи велешките занаетчи одпрвен ги превезувале преку сплавови или гемии, преку реката Вардар до Солун, а подоцна со изградбата на пругата замрел овој вид транспорт. Од занаетчиски во индустријски град Велес преминува по Втората светска војна. Велес денес е втор град со најголем број индустријски капацитети во Македонија.